зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Почни да му допушташ на Господ да те употребува. Пророкот Исаија имаше многу необична визија за небото. Тој го видел Господ седнат на престолот и потоа го слушна Господ како вели: кого да испратам и кој ќе однесе нашата порака? И јас реков: еве ме, испрати ме мене. Исаија 6:8. Христијанскиот писател и говорник Џил Бриско напиша книга која не смеја ја наслови: еве ме, прати го Арон. Таа упатуваше на искуството што го имаше Мојсе кога Бог го повика додека беа во пустината Кадеш, за да го изведе својот народ од Египет во земјата која им ја вети. За разлика од Исаија, кој му одговори на Бог: еве ме, испрати ме мене, Мојсе си ја свиткал пашката и смисли оправдување: кој сум јас, Господе? Те молам, прати некој друг. Најпосле во лутина, Бог му кажа да го земе брат му Арон со него и да му биде гласноговорник. Излез 3. Да не бидеме толку строги кон Мојсе. Кој се избега од Египет 40 години претходно, затоа што го бараа заради убиство. Немаше поим каква реакција ќе имаат кон него кога повторно ќе стапне на египетската земја. Се разбира, го знаеме крајот на приказната, дека Бог го употреби Мојсе на моќен начин да поведе неколку милиони луѓе до крајот на земјата која Бог им ја вети. Што бара Бог од тебе? Може би ти зборува да направиш нешто што се чини многу на твоите способности. Но ако тој те повика, тој исто така ќе те способи. Се надевам дека ќе одговориш: еве ме, Господе, и испрати ме мене. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.